Имав јас денеска средба со Трајко Велјановски и тој ме информираше дека нема да може порано од вторник да се закаже координативната средба заради отсуство на представникот на ВМРО ДПМН. Ова го оценуваме исто така како еден начин на одолговлекување, можност да се купат уште ден или два и така натаму, меѓутоа тоа покажува еден крајно несериозен, неодговорен однос према граѓаните на Република Македонија и спрема државата. Заради тоа што после толку поминато време од денот на изборите, сега во моменти кога имаме навистина парламентарно мнозинство кое што може да допринесе да профункционира законодавниот дом, највисокиот представнички дом на граѓаните и да една од институциите почне нормално да работи и функционира, се создаваат повторно некакви си наводни проблеми од одговлекување и така натаму. Мислам дека како представник на ВМРО или на било која од политичките партии не е еден човек, туку може да биде било кој од претеничката група за да таа координативна средба се одржи. Меѓутоа, очигледно дека пробуваат на секој може начин да се одолговлече изборот на председател на собранието. Денеска сте имале средба со Трајко Велјановски, каде беше, во каква атмосфера помина, зашто друго разговаравте? Имавме средба денеска во кабинетот на председателот на собранието, значи Трајко Велјановски си оди и си функционира како председател на собранието? Трајко Велјановски е таму во кабинетот на председател на собранието. Таму разговаравме токму околу ова иницијатива, односно оваа барање кое што го побара и ние го доставивме. Реков дека ова е само во функција да нема повеќе изговори од било кого дека не може да се движат работите понатаму.